На парче глина потребно му е многу мајсторија и долго трпение за да се претвори во убава вазна. Парламентарната демократија пак, за да стане такава каква што треба да е, на својот пат прележува многу детски болести, многу искушенија, предизвици, ситуации на краток фитил, па дури и политичка пироманија. И се е тоа прифатливо ако не се срушува врз главата на граѓанинот, на гласачот. Кога се договаревме со мојата гостинка Дафина Стојановска, замник координатор на ВМРО ДПМН во парламентот, тој договор беше и пред да се случува тоа што после се случуваше, и да ви кажам право, вие однесе главната вест, иако вие сакавте вчера да доминирате како партија дека сте против носење на закон, измени во закон со кој што ќе се пролонгира за 3 години работниот век на 60 судии и на 12 обвинители во државата. И сега ние тоа нема многу да го прераскажуваме, затоа што и вирално и низ YouTube каналот на Собранието видео што видоа граѓаните, ама сепак да ве прашам, ако денеска со ладни глави, онака преспани двете страни и трите страни колку се инволвира, требаше одново да го одите овој процес, што ќе се променеше? Па јас повторно би ве упатила кон другата страна, бидејќи оној кој што вчера изгуби трпение беше председателот на Комисијата за европски прашања. Истиот тој кој што исто така преку пад на видео снимки од официјалниот собраниски канал можеше да се примети дека на усвојувањето на дневниот ред на 71-та седница, кога пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија го обиколија местото каде што седи председателот Џафери, токму Арбер Адеми беше тој кој што дојде тука меѓу нас, пробувајќи да не смири, мислејќи дека ние ќе направиме некаков инцидент, за да сега, еве да речам, месец дена после тоа или нешто повеќе од месец, тој застанува горе на горното столче, изигрува не баре и председател на собрание, бидејќи воведуваше правила од деловник кои што се однесуваат на водење на пленарна седница, а не на водење на седница на собраниска комисија, и вчера тој изгуби контрола, нешто слично како што таа контрола ја изгуби Талат Џафери. Јас денес воопшто не очекувам да го видам колегата Арбер Адеми во парламент, мислам дека тоа ќе биде тактиката на Дуи, а искрено зошто не можете да знаете што вчера се случувало и кај него? Вчера беа храбри да свикаат продолжение на истата таа 39-та седница на Комисија за европски прашања, но на тоа продолжение не дојде Арбер Адеми, туку дојде неговата заменичка, подпредседателката на комисија, која што доаѓа од редовите на Дуи, која што си ја доврши намерата која што Арбер Адеми ја имаше, бидејќи тој на првиот прекин не успеа преку микрофон да изјави дека е усвоен дневниот ред, и таа тоа го доврши. Значи истиот стил, само со поладни глави, претпоставувам имале некои состаноци. Во собранието легитимно е секоја политичка страна да си има свој алатки како да го артикулира тоа што испланирала како претеничка група да го направи. Па да речеме, легитимно е вие да барате долго и па дури саат-два да ви се обезбеди простор за процедурални забелешки, како што е легитимно е, да речеме, друга страна да посака да протурка нешто кој што треба да се помине. И до тука е легитимноста. Се до оној момент каде што реков се случува краток фитил, се случуваат како да го кажам изразот, се случуваат пироманства, а многу помалку пожарникари да го гаснат огнот. Денеска ќе дојдат парламентарците во посета на Македонското собрание. Европскиот мешовите парламентарен комитет. Бидете сигурни дека тие се добро информирали, добро виделе и од една и од друга и трета страна. Можете ли да се договорите дека кога ништо не можете да се договорите, сепак да се договорите дека може да си подадете рака на помирување, да си дадете шанса повторно да се изигра цел овој пат, меѓутоа сега поконструктивно? Знаете како, овој парламент ги преживеали декември 2012 и април 2017, еве да кажам сега и овие случувања кои што се не така мили, не даваат апсолутно никаква добра слика за нашата демократија во државата, но сепак јас ценам дека
за сето ова да не се случуваше, имаа доволно време колегите пратеници од мнозинството да си се организираат. Во смисла на што? На закажување на седници. Тие знаат 30 јуни кога доаѓа. Сега тие се ставени во тесно. Исто во ова се случуваше на Комисијата за образование со председателката Жаклина Лазаревска, која што се обиде насила вака да го усвои дневниот ред. Денес нема свикано продолжение на таа комисија. Исто во ова се случи со колешката Калеска Ванчева, законодавно-правна комисија, каде што сакаше насила да помине автентично толкување на член од Законот за игри на среќа и лотарија. Исто во ова се случи со председателката на Комисија за политички систем Мираковска, каде што исто така насила. И кои се опциите? Опциите се тие да се вразумат. Кога ќе дојдат вака во тесно, има денеска вторник, имате во 12 часот уште ние сме свесни, Марија, дека кога ќе дојде моментот на гласање, ние ќе бидеме надгласани. Но мора јавноста, еве и меѓународната заедница денес, која што ќе биде на најсвеж момент после овој немил настан тука, да видат за каква демократија и каков парламентаризам се работи. Ова е најмалку почест кон колега. Видовте вчера и какви изјави имаше лавина од реакции. Изјави на личности кои што можеби досега не сме им чуле ни име ни презиме, ама да биле функционери. Зборувам за функционери во извршна власт, не зборувам за партиски. Па да порачуваат кршење на раце и нозе. Изјави ги читав. Па и вие бевте загрозени вчера. И вие бевте тој случај политичари кои што не се инволвирани да од страна политичари кои што имаа работа, например, да се погрижат да се обележи 150 години од раѓањето на Гоце Делчев, а не овде да се закануваат со кршење на раце и нозе на пратеници. Тоа беше чинам еден ваш колега кој што е од Министерство за култура, државниот. Сметам дека кога он размислил дека тоа не му е едно добро избран момент за на тој начин да шири ширите. Ма дали размислил, тој веќе тоа го пуштил во јавност. Каде е тука како да го наречам политичкиот светец Али Ахмети да ги приземи неговите раздивеани членови и тоа членови во првиот ред. Па еве ако Талат Џафери не сакаше да го жртвува Арбер Адеми под итно според моите морални критериуми, треба денес да си поднесе оставка. Тој ништо добро не прави за пратеничката група на Дуја, е нејзин координатор. Еве ќе видиме денешниот ден. А е нејзин координатор, да видиме. И баш живо сум заинтересирана токму Арбер Адеми како координатор на пратеничката група на Дуј во парламентот, што ќе им каже денес на европратениците и на Дејвид Гир. Не се ве викнав и за тоа дека вие сте како пратеничка група, но и вашите коалициони партнери против продолжување на работниот стаж на тие 60 суди и 12 обвинители. Против сте воопшто на една таква форма или против сте дека низ овој закон за измени на закон за работни односи се внесува оваа ставка? Знаете како, закон за работни односи е лекс генералис или општ закон. Кога се сака да се направи ваква измена или дополна на закон за суди и јавни обвинители, во овој закон има и лекс специалис или посебни закони за администрација, за јавни службеници и така натаму, во нив спаѓа и закон за суди. Тука треба да се направи оваа дополна на закон и на ваков начин. Но зошто тоа не одат по тој пат кој што е најлегалниот и најисправниот и најзаконскиот? Затоа што за таква дополна ќе треба да се гласа со двотретинско мнозинство во парламентот, што сигурно нема да го добијат од наша страна, бидејќи намерите им се познати. И тие на ова се приклонија, бидејќи им е заглавен и предлогот на законот за Академија за суди и јавни обвинители. Како вие знаете дека намерите им се познати кога ова е закон и од 1 јули на вистина таа бројка од 60 луѓе почнува да виси во македонските судови и во обвинителствата. Точно така, но имаше некои статистики кои што експерти ги објавија дека спрема број на жители Македонија е една од државите кои што има премногу суди на број на жители. Јас не велам дека можеби не треба, дека нема потреба од ваков вакуум да се прави, но тие за ова имаа време добро да си го средат, да си го уредат со време. Кога ќе им дојде вака да им гори под нозе на ваков начин, со силување на усвојување на дневен ред, тука ВМРО ДПМН ниту ќе молчи, ниту ќе остави на ваков начин да го понижуваат македонскиот народ. Во време кога имаме економска криза, кога народ нема да се прехрани преку ден,
тие да дивеат, да беснеат со вакви закони со кои што сакаат да си обезбедат утре нивната неодговорност, односно нивната слобода, на вистина е подценувачки. Зборувам спрема сите граѓани. Ние ги слушнавме и реакциите партиски од Социјалдемократската партија, СДСМ, од ДУИ, дека практично вие ДПМН сега узурпира затоа што се плаше дека на овој начин ќе има доволен број судии кои што ќе си ја вршат работата, а некои од кај вас, од вашите колеги, веројатно имаат причина зашто да сакаат судството да не е така споро и со 8% доверба во јавност. Во ВМРО ДПМН токму заради тоа реагира. ВМРО ДПМН не ја извади таа анкета каде што се покаже дека само 8% се има доверба во судството. И кои процеси се забавени? Процесите за Ден Дончев, за Рашковски, за плеада на функционери на СДСМ, но затоа забрзани се само оние каде што секојдневно на судски рочишта треба да се појавуваат бивши или сегашни функционери на ВМРО ДПМН. И ВМРО ДПМН е тоа кое што на вистина се залага веќе да нема наш судија, нивен судија, туку да има судија кој што строго ќе работи според закон, а не според тоа за кого треба да суди и почива нарачка. Додека до тоа не дојдеме, се вака ќе оди, се ќе има сомнеш и довербата кон судството ќе паѓа. Не на 8%, до 1 ќе стаси. Вие вчера рековте дека, односно вашата партија, дека на овој начин со овие измени во Законот за работни односи практично им се даваат одврзани раци на судскиот совет и на советот на обвинители да делегираат подобни и неподобни суди. Како ќе го прават тоа кога за сите ќе се продолжи тој рок од 3 години наместо 64-67 годишна возраст? Мислам дека излезе во јавноста некоја вест околу 3 имиња кои што во судскиот совет треба од 36 додат во пензија, кои што им биле потребни за да си ја вршат својата работа. Селективноста ја гледам токму во тоа. Бидејќи нели предмети ќе се даваат како беше сега од Академијата за суди и јавни обвинители треба да излезат годинава 30 нови така суди и јавни обвинители на кои што би им се давале, имаше некоја квалификација, не толку тешки случаи, тешки, лесни, не знам. Судија е судија, доктор е доктор. Ама добре, новопечените судии па и новопечените доктори на почеток работат предмети кои што можат, нека е се така. Таква практика. Нека е се така. Која година се на власт? 6-та им почнува. Не знаја дека ќе дојде 36.2022 година? Зошто доведоа на 28 денес да го бројат втори или прв ден, ќе видиме, бидејќи има член во деловник кој што вели дека расправа откако ќе започне во случај на закон со европско знаменце и скратена постапка, 2 дена треба да трае. Расправата во Комисија за европски прашања не е започната. Не е започната, ама вие гледате како дивеат, како се функционира овој деловник. Јас не знам зошто постои, како што побаравме исто така на некој од претходните седници да се укине етичкиот кодекс за однесување на пратерници. Зошто постојат? За да им кажеме на европјаните дека да, еве ги имаме сите потребни документи, а каде е нивната употреба, нивната примена и нивното толкување? Никаде ги нема. Нивната примена е согаѓање по пратеници или по било кој во салата, еве ве напоменав и вас, бидејќи и вие бевте вчера на работно место, можеше секој од нас да биде погоден со филџанот. Тоа е примена на деловник во земја која што чека да биде да добие датум за отпочеток на преговори? Или сакаме да направиме дефокус од ова што се случува, што се шпекулира дека се случува, а никој за тоа не сака да зборува. Талат Џофери вчера не даде можност да се произнесат, да се Тоа виднаш се дали пратениците го виделе документот, дали некој, еве вие сте новинар, медиумска куќа, сте го виделе документот за кој што се преговара? Каде е Таче? Каде е Ковачевски? Еве утре имаме седница на пратенички прашања. Вие реагиравте дека на ова комисиска седница вчера сакавте да дојде на дневен ред и документ, односно писмо кој што во петокот сте го пратиле до архива, а тоа е за обзнанување на резултатите после францускиот предлог, односно на Европската комисија, и до тоа не дојде. Сакам да ви прашам, потребата за наново во собранието да се расправа за францускиот предлог и за заклучоците од Европската унија се заради тоа што има нешто плюс да се дозна мимо она што и министерот за надворешни работи, и министерот за европски прашања го обзнанија, премиерот
И така, има нешто ново што ќе треба ние да слушнеме во јавноста? Како пратеничка, јавноста? како можам да дадам одговор на ова прашање, кога апсолутно за ништо не сум позната? Не само јас, македонската јавност, за која што некој преговара, за чија што судбина некој преговара. Ние се сеќаваме дека и Зоран Заев велеше дека нема да менува име, дека идентитетот ни е бетон. На кого да веруваме, кога ќе не доведат пред свршен чин? И зошто, еве, го носам со мене тоа барање поднесено во петокот, во кое што велиме под итно да биде прва точка на било која свикана прва наредна седница на Комисија за европски прашања. Ниту вчера Арбер Адеми го спомена, ниту Талат Џафери на пленарна седница, значи тотална дискриминација, елиминација, значи не слушаат, не сакаат да постоиме и кога народот не повикува напуштете собрание. Ако напуштиме собрание, се во ова ќе се воведе преку ноќ, не на 29 јуни. Одма денес се ќе се заврши. Тие велат декларација собранието веќе донесе, со кој што црвените линии се знаат кои се нема отстапки и дека ова сега чуму ќе биде кога е нешто веќе, што е тоа што ние би требало да очекуваме од парламентот како документ да се произнесе нешто ново од тоа што веќе го имаме. Декларацијата е веќе пројде точно година ден на 29 јули минатата година ја усвоивме и да со консензус, нели сите ја изгласавме. И што сега преговара понатаму? После таа декларација, зошто резолуција беше нашата декларација од Бугарија? Зошто да преговараме? Дали бугарскиот парламент после нивната усвоена декларација се повлече од нивната црвена линија? Или ние ќе кажеме не овој предлог, не во ваква форма, ма дајте ни да го видиме и тој предлог. Кој е Ковачевски, кој е Османи во име на целата македонска јавност, тие да преговараат во наше име? И како тоа мислат да го спроведат? Што ви е денеска во агендата на претничката група? Па свикана во 12 часот седница во Комисија за европски прашања. Не вашата агенда, партиска. Еве сега во 11 часот јас треба да држам прес на темава за она што вчера се случи и нели има по агенда свикани се средби на гостиве овој мешовитиот комитет со европратениците, има и поединечни средби и заеднички. Требаше мислам да бидат средбите во Борис Трајковски, не знам дали успеа преку ноќ да ја прилагодат салата бидејќи настана аршум таму. Арбер Адеми се живо испокрши. Да, инаку за јавноста не знам дали можевте да приметите, Марија, вчера имаше некој нов изум повторно на Арбер Адеми, кој што преку некои кабли, апарати на говорница имаше спроведено некоја технологија да не можат микрофоните на пратениците да бидат вклучени, тој да ги команда. Да, имаше еден бел кабел пред него, пред неговото биро што седеше и нели оној новиот принцип кој што самиот себе со кој што се порекна, бидејќи до 38-та седница секогаш имало процедурални забелешки на членови и заменици на комисијата, ама од минатиот пат и еве и вчера тој воведува ново правило кое што важи за пленарна седница, па вели дека процедурална забелешка може да му даде само на координатор или на заменик координатор на пратеничка група. Што и да правите вие пратениците во парламентот, веројатно едно е сигурно дека треба да се договорите и кога не можете да се договорите едни со други, сепак договорот е да се испочитувате како личности прво едни со друг и да се подадете рака дури и за работи кои што малку повеќе болат и за едните и за другите. Благодарам што ми бевте гостинка во утрински брифинг, а сега од овде се гледаме пак во собранието. Ви благодарам јас, имајте убав ден.